Добар ден. Како се ближи летото, така се поактуелни стануваат алтернативните превозни средства. Во Германија легализирани се електричните тротинети, представена е новата електрична Opel Corsa, додека Honda има новости не само во клубот на електрични возила, туку и за ултимативната верзија на NSX. Новиот концепт на Мишлен обезбедува удобно возење без да се напумпаат гумите, а ја представуваме и новата генерација на BMW серија 1, додека ја тестиравме новата Toyota RAV4. Колку и да звучи чудно, горниот дом на германскиот парламент изгласа закон со кој ги легализираше електричните тротинети. Со него тие станаа рамноправни учесници во сообраќајот и им се дозволи да возат по патиштата и велосипедските патеки, што автоматски значи дека тротоарите ќе се ослободат за пешаците. Со законот е регулирано да се движат со брзина до 20 км на час и да бидат управувани од лица постари од 14 години. Оваа вест израдува доста компании кои својот бизнис го темелат на производство и изнајмување на електричните тротинети. Меѓу нив се повеќе се среќаваат и автомобилски имиња. Првиот чекор го повлече Форд пред крајот на ланската година со купувањето на една од водечките фирми за оваа намена, но од онаа страна на Атлантикот. Во Европа прв реагираше Seat, кој во соработка со Segway лансираше свој модел. Настрана не останаа ниту Volkswagen, кој веќе ја представи својата идеја за овие еколошки превозни средства на утрешнината. Најновата вест доаѓа од BMW, кој во септември ќе им се придружи. Повеќе од сигурно е дека приказната за иднината на урбаната електрична мобилност нема тука да заврши. Освен реално очекуваниот бран електрични тротинети на дневен ред, ќе дојдат и електрично потпомогнатите велосипеди, но за нив во некоја друга пригода. Страничните судари спаѓаат меѓу најопасните несреќи. Во Германија, например, каде возачите се доста дисциплинирани, тие се причина за 1/3 од жртвите во сообраќајот. За да се намали оваа страшна статистика, компанијата CTF разви прототип на нов безбедносен систем кој со помош на страничните воздушни перници создава дополнителна заштитна зона меѓу автомобилите. Тие се активираат за само 150 милисекунди преку сензори, камера и радар, кои брзо и прецизно регистрираат опасно странично приближување на друго возило. Во зависност од големината на автомобилот, нивниот волумен изнесува меѓу 280 и 400 литри, што е за 5 до 8 пати повеќе од стандардната воздушна перница за возачот. Според стручњаците на CTF, овој нов систем за заштита може да го намали продорот на друго возило за 30% и да ги намали повредите за 40%. Појавувањето на спортскиот Peugeot 508 Sport Engineered на салонот во Женева заинтригира многумина, што како реакција доведе до гласините дека се подготвува негова сериска верзија. Според нив, таа до година треба да се најде во продажните салони. Со него Peugeot ќе влезе на територијата која сега ја контролираат BMW и Mercedes со своите M и AMG модели. Адути да им парира има 360, колку што коњи ќе ги растрча неговиот хибриден погонски склоп, составен е од 1,6 литарски бензинец и по еден електромотор на секоја оска. При представувањето на концептот беше објавено дека забрзувањето до 100 км на час трае 4,3 секунди. Атрактивноста на изгледот веќе ја има, а предност ќе му даде и практичната каросерија со 5 врати. Дојде време Opel и официјално да ја представи Corsa и на увид ни ги даде првите детали за неа. А тие, согласно времето во кое живееме, се однесуваат за електричната верзија. Наречена е Corsa E и има идентичен погонски склоп со својот технички брат-близнак од PSA групацијата Peugeot E208.
Електричната Корса, иако идентично изгледа како и онаа со мотор со внатрешно согорување, таа во потполност ги користи бенефитите на електричниот погон. Располага со 136 конски сили и 260 Нм, кои ќе ја направат доста агилна. Opel наведува дека за спринт од 0 до 100 км на час требаат само 8,1 секунда. Автономијата од 330 км според новите норми ја прави прикладна за секојдневно користење. Батеријата од 50 кWh, која за 30 минути може да се наполни до 80% капацитет, има гаранција од 8 години. Opel веќе започна да ги прима првите нарачки за 6-та генерација на својот бестселер, засега само за електричната верзија, која има цена од 30.000 евра во Германија. Од класичните погонски системи, главнината на понудата ќе ја сочинуваат 1,2 литарски бензинец во изведби од 75, 100 и 130 конски сили, додека дизелот ќе биде само еден со 100 коњи. Што се однесува до изгледот, веќе на прв поглед е видливо дека дизајнерите на Opel малку повеќе се потрудиле. Гледана однапред, Корса можеби делува малку воздржано, но сепак ја краси уникатната појава што ќе ја зацврсти нејзината позиција во вниманието на купувачите. Поставена на CMP платформата, како и другите модели на француската група во оваа класа, која и донесе заштеда во тежината за повеќе од 100 килограми. Внатрешноста е потполно нова и нуди повеќе простор за патниците и за нивниот багаж. Инструментаблата ќе може да биде дигитална, а за разлика од трендовите, командите за климатизацијата ќе бидат одвоени од централниот дисплеј. Треба да се нагласи дека Корса повеќе нема да доаѓа во изведба со 3 врати. Некои сакаат тишина. Некои сакаат забава. Некои сакаат префинетост. Не. А некои комфорт. Некои сакаат практичност и се да им е при рака. Но сите сакаат хибрид и сите сакаат Корола. Новата Корола седан од 16.990 евра. Škoda. Simply clever. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг. Освен со себе, во првиот миг. Ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision за 13.990 евра. Kia Motors, Македонија. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис. Број 1 радиомрежа.
Помалку необично, но Honda ни представи две диаметрално спротивни возила. Едното е електрично, кое треба да се продава на западноевропскиот пазар и тоа во селектирани држави, а второто е добро познатиот NSX. Мускулестото купе е познато по своите перформанси, но во изданието Type R набилдан е на 650 коњи. Тактички чудно, но стратешки доста исправно. Honda ни пласираше две вести. Првата се однесува на електричниот градски автомобил, кој се уште не сме го виделе во неговото финално издание, но тоа не беше пречка за него да изразат интерес дури 25.000 потенцијални купувачи во Германија, Франција, Норвешка и Велика Британија, каде на почеток ќе се продава. Освен цената, тие не знаеа ниту дека серискиот модел наместо со ретровизори стандардно ќе биде опремен со камери. Сликата од нив ќе се прикажува на два 6-инчни екрани сместени на страните од инструмент таблата, веднаш до столбовите. Возачот ќе може да бира меѓу нормален и широкоаголен приказ, а мртвите агли и во двата случаи ќе бидат намалени. Екраните автоматски ќе го прилагодуваат своето осветлување, а на нив ќе се прикажува и сликата од камерата за возење наназад. Куќиштата на камерите се обликувани така да нечистотијата не паѓа на леќата, која пак ќе биде пресвлечена со посебен слој што ќе го спречува задржувањето на вода. Освен безбедноста, со камерите место ретровизори ќе биде подобрена и аеродинамиката, а буџавата од возењето ќе биде намалена. Помала ќе биде и ширината на возилото, со што тоа полесно ќе се паркира и пробива низ тесни улички. Производството на овој електричен автомобил со ретроинспириран дизајн ќе започне пред крајот на годинава. Од техничките податоци за него се знае само дека ќе има погон на задните тркала и автономија од околу 200 км. Втората вест од Honda вели дека есенва на салонот во Токио ќе биде представена Type R верзијата на ултимативниот NSX. Според непотврдените најави, таа треба да има 650 коњски сили. Тежината ќе биде намалена за 80 на килограми, а аеродинамиката значително подобрена. И ослонувањето најверојатно ќе претрпи измени, а се споменуваат и керамички сопирачки дискови. Најголема непознаница е цената, која сигурно ќе биде повисока за 25 до 30% од сегашните $157.000 во Соединетите Американски држави, каде NSX се произведува. Со помош на електриката, Јагуар ќе ги спои минатото и иднината. Идејата дојде од вработените во класичното оделение на марката. Тие едноставно не можеа да одолеат на предизвикот да го реинкарнираат најславниот автомобил во својата историја. На тоа развојните инженери додадоа мноштво современи технологии, вклучувајќи ја и алуминиумската каросерија. Концептот што се подготвува за летово ќе биде задвижуван со електромотори од 450 коњски сили, со кои ќе се постигнуваат 265 км на час. Во внатрешноста ќе бидат вградени дигитални инструменти, а и целокупното подвозје ќе биде модернизирано. Планирана е лимитирана серија во родстер и купе изведби со цена која нема да биде лимитирана. Таа не е објавена, но се претпоставува дека ќе изнесува дури 850.000 фунти. Нарачките веќе се примаат, а првите купувачи своите примероци ќе ги добијат на почетокот на идната година. Серијата 1 на BMW беше единствениот компакт со погон на задните тркала. Токму така беше. Во неговата трета генерација силата ќе се пренесува на предните тркала, но за волја на вистината ќе има изведба и со погон на сите тркала. Еве неколку информации за поклониците на синобелиот пропелер до саемот во Франкфурт, каде ќе биде неговата премиера и ќе да знаеме повеќе поединости.
Со новата серија 1 BMW го испраќа во историја единствениот компакт со погон на задните тркала. Кај третата генерација на баварскиот атлет, тоа е најважната новост која привлекува големо внимание од љубителите на марката. Архитектурата е унапредена верзија на она од Mini и X7 и со право инженерите на BMW се горди на неа. Полесна и компатибилна е со електричните погонски групи. Дебитираше во новиот хеджбек, обезбедувајќи му повеќе простор, не само заради попречно сместениот мотор и недостатокот на централен тунел за карданското вратило. Серијата 1 сепак ќе биде на располагање и во верзии со погон на сите тркала, кои ќе ги унапреди перформансите. За нив сепак најмногу ќе бидат заслужни моторите со 3 и 4 цилиндри и работна зафатнина од 1,5 до 2 литри. Бензинците засега се со 140 и 306 конски сили, а дизелите со 116, 150 и 190 коњи. Понудата во иднина секако ќе биде збогатена, но електрични или барем хибридни верзии се уште не се споменуваат. Третата генерација на серијата 1 ќе биде на располагање само со 5 врати, затоа и ја опишуваат како практична. Од Минхен додаваат уште дека е зголемен и багажникот, чија врата се отвара електрично. Натрешноста е модернизирана, а надворешноста делува некако веќе видено. Главно заради сличностите со X2. Новата серија 1 изгледа помускулесто и малку помасивно. Бубрезите на маската како да поминале третман со стероиди, а светлата се диагонално поставени. Задниот дел е изразито полут, а тркалата нарасна до 19 инчи. Иновативни технологии има доста и од нив се издвојува системот против продизгување превземен од електричниот i3. Јавноста за прв пат ќе ја види новата серија 1 дури во септември на салонот на автомобилите во Франкфурт. Продажбата ќе стартува пред крајот на годината по цени кои во Германија ќе започнуваат од 28.200 евра. Со новиот патент на Мишлен, надписите во стилот «Не паркирај, бушам гуми» ќе бидат минато. Не затоа што францускиот гигант за пневматици решил да ги вразуми бушачите, туку затоа што во големо експериментира со нов вид на пневматици кои не користат воздух за да функционираат. Издишаниот пневматик е голема закана за безбедноста, но дури и ако се случи на паркинг, знае да створи многу нервози. На акламативно задоволство на сите возачи, Мишлен ќе стави крај на овој проблем. Решението во вид на тркала без воздух се развива повеќе години и сега е подготвено за тестирање. Тие ќе се извршат во соработка со General Motors, монтирани на флота возила од електричниот Chevrolet Bolt. Нивната комплицирана гумена конструкција која го заменува воздухот ги прави отпорни на сите оштетувања што се среќаваат кај денешните пневматици. Комфорот во возењето е задржан, а ќе имаат подолг век на траење заради неможноста да бидат продупчани. Тоа значи и помало загадување на околината со отпадни пневматици, како и помали трошоци за возачот. Во план е тркалата без воздух да се најдат во редовната понуда на Мишлен во 2024 година. Автономните технологии отвараат многу можности за кои не сме ни помислувале. Една од нив е доставата на пакети до домовите, услуга што во голема мерка зависи од човечката сила и придонесува за гужвите во сообраќајот и загадувањето на воздухот. Барем во Соединетите Американски држави, каде Ford и компанијата Agility Robotics решија заеднички да ја унапредат. Само Американската пошта лани има испорачано дури 6 милиарди пакети, а со порастот на онлайн трговијата оваа бројка ќе расте. Затоа и општ консензус е дека автономните возила во иднина ќе бидат значаен дел од флотите на компаниите што вршат достава. Но, за да не остане проблемот како да се направи последниот чекор, односно физичката испорака до вратата на приемачот, тие ги впрегнаа во соработка своите технологии. За него ќе биде задолжен човеколик робот наречен Digit, кој може да пренесува пакети со тежина до 18 килограми. Тој може да се качува по скали, да оди по нерамен терен, па дури и да избегне подвижни препреки, на пример домашни миленици. За сето тоа Digit користи просторен радар и неколку стереокамери.
Уникатната конструкција му овозможува да се преклопи и лесно смести во задниот дел на возилото, каде заземајќи минимален простор, ќе чека да го изврши својот дел од работата. Ако сепак најде на неочекуваната препрека, ќе испрати слика до автономното возило или диспечерот од каде ќе добие инструкции како понатаму. Јасно е дека со години можеби и децени и сме далеку од тоа вакви механички поштари да ни зачукаат на вратата, но сепак добро е да се знае дека способностите на автономните технологии можат ефективно да се надополнат и за други корисни работи освен патување без возач. Новата генерација на Toyota RAV4 ќе ја возиме на оф-роуд. Ќе видиме дали овој хибрид кој има погон на сите 4 тркала и 220 конски сили може да одговори на предизвикот на теренот или Toyota ја направи Land Cruiser да биде возило во чии прв фокус ќе биде економичноста и екологијата, а дури таму негде на крајот да се размислува за возните својства на теренот. Па затоа тука имаме и гостинка. Нашата гостинка е Ана Димевска од Toyota Автоцентар. Здраво. Здраво, Мишка. Како што реков во самата најава, сакав да видам дали RAV4 е автомобил, односно возило, кое ќе ги задржи теренските својства или ќе биде императив да се изложат еколошките технологии. Овој модел е од опремените, има погон на сите 4 тркала, благодарејќи и на електромоторот. Што очекуваш, иако те донесовме овде ненајавено на нашиот теренски полигон, што очекуваш од RAV4 вон асфалт? Целата SUV приказна во светот започнува токму од овој модел. Toyota во 1994 година ја представува првата генерација на RAV4. Да. Моментално ние се наоѓаме во петата генерација, значи 5 генерации од 94 година па до сега. Мора да те прекинам тука, оваа генерација делува најзрело и дизајнерски, но и по возните својства. Токму така, значи председателот на Toyota корпорацијата, господинот Акио Тойода, значи кога дојде на председателската функција, значи тој има една популарна изјава кога кажува дека нема да има повеќе додевни возила, односно no more boring cars. Во прв план доаѓа удобноста. Дури и кога ќе се префрли во модусот на возење спорт. Ана, јас мислам дека ништо не се случува само што обртомерот, односно мерачот на брзината има црвена боја. Добро, нашите искуствата на возачите кои што досега го имаат тестирано автомобилот, мислам дека ќе се сложиш и до некаде и ти, дека значи во спорт модот се зголемува управливоста. Новите технологии кои не се толку нови во Toyota, бидејќи Toyota е лидер во хибридната технологија, дали овозможуваат подобри возни својства на терен или се сконцентрирани само на уживањето на асфалт? Бидејќи статистиката вели дека повеќе од 99% на имателите на спортско корисни возила никогаш не искачаат вон асфалтот. Многу мал број од корисниците на ваков тип возила практично ги користат теренските способности на возилата. Меѓутоа, она што е многу карактеристично за RAV4 и кој што сакам да го напоменам во оваа прилика е дека all-wheel drive технологијата со кој што се опремено нашето возило не се однесува само на совладување, значи на некои поблаги терени од типот на нерамен пат и така натаму. All-wheel drive технологијата кај RAV4 има многу голема улога и во зголемување на безбедноста на возилото. Му возможува значи поголема контакт со самата подлука, значи овозможува подобро држање на свиоци на кривини при возење на големи брзини. Toyota е најголемиот светски производител на хибридни возила и сега можеме да се пофалиме со нешто многу квалитетно кое што и така добро му парира на најновата генерација на RAV4, кој што е инаку опремен со четвртата генерација на хибриден погон.
Ана многу ја исходи колава. Не ми оставаш простор ни за најмала критика. Но, кога сме кај критиките, веднаш ќе почнам да критикувам. Возачкото седиште на кое седам е на најниската позиција, воланот е на највисоката можна позиција и јас пак се чувствувам како да ми е воланот во скут. Доколку сака возачот малку по динамично да ја вози колата, тогаш го нема правиот фидбек, бидејќи е прениску волан. Секој, да кажеме, односно зависно од, нели, како да се изразам сега, малку од габаритот, значи на возачот, може да се најде, значи, соодветна возачка позиција. Ние тоа како искуство, да кажем, од нашите клиенти кои што исто така го возат возилото и наше лично искуство, не можеме да кажеме дека е некој посебен проблем во однос на динамика на возење или пак во однос на комоција на управувачкото седиште. Но, Ана, дојдовме на теренот за да видиме како се однесува новата генерација на RAV4 на терен. И прво поминуваме низ првата пречка, а таа е форсирање на подлабок ров. Овој ров има длабочина некаде од 50 на сантиметри и иако не го очекуваше ова, не се возбуди и немаше никакви страшни моменти во кабината. Секогаш кога сум во RAV4 се чувствувам релаксирано и безбедно, значи без никакви посебни изненадувања. Материјалите со кои што е изработена оваа најнова генерација во местата кои што најчесто доаѓаат, значи до допир на самите значи, да кажем, луѓе кои што се возат во возилото, ќе признаш дека се исклучително меки на допир. Во некои делови имаме тврда пластика која е типична за јапонските возила. RAV4-ката ми делува се повеќе и повеќе премиум. Мислам дека би требало ова најнова генерација дефинитивно, меѓутоа сепак во однос на тој потврд дел, значи на изработка на пластики искуствено, значи од претходните генерации, можам да потврдам и да кажам дека со тек на време не се разлабаува, да тропа, да крцка и така натаму. Сега ќе направиме форсирање на уште една пречка која е доста стрмна. И сите пластични делови остануваат тивки. Тоа значи сакам да го кажам. Потврдата пластика не значи послаб квалитет на материјални изработка кои што со тек на време ќе изгубат својата цврстина и ќе сметаат ново. Ана, ти си ја заслужуваш платата изголемување. Во однос на претходната генерација суспензијата е доста помека. Тоа е добро кога се вози на терен, добро и кога се вози на асфалт, но мислам дека RAV4 треба да биде малку по машки. Моделот со погон на 4 тркал е управен со триел, значи функција кој што практично тоа им овозможува на возилото, значи самиот управувањето, значи управувачот добива поголема прецизност и моќноста, значи силата на возилото повеќе се префрла према задните тркал за да се добие баш тој момент кој што и те го посекуваат луѓето кои што се љубители на малку подинамично, да кажам, офроуд доживување. А се ако што возиме малку подинамично возиме на офроуд, но нема некои поголеми предизвици, или? Па сега нема, зависно од теренот, ајде да кажам, можеби самиот терен на кој што, да кажам, возиме не е толку предизвикувачки за да може да ги осетиме вистинските перформанси. Да, но да видиме како ќе се однесува на уште еден алпинистички предизвик. Ајде. Сакај сега чувам. Ова го гледаш овде? Све до боровите. Тука? Да. Јуф. Слободно ти. Малце се возбуди. Некако ми дојде нагло. Многу е полесно нагоре да се оди отколку надоле. Сега ние се спуштаме по истиот пат што поминавме. И гледам дека повторно, иако делува многу предизвикувачки, Како природен терен му е. Баш како природен терен. Ќе закачиме овде? Што мислиш? Не верувам. Се јавија сензорите, но поминавме гладко. Без проблем. Ана, ти благодарам многу што беше
моја гостинка денеска, заедно да ги доживееме Едно малку манирите поинакво теренско кои ги искуство има. со возилото. Благодарам Да. и на тебе на поканата, особено ми беше чест да бидам твој совозач во едно од најпродаваните возила во нашата гама, најновата генерација на RAV4.